Денеска сме во Прилеп, подружницата, а во повод на доделувањето на возилата што ни беа како донација од влада. Првично им се заблагодарам на премиерот Христијан Мицковски и на вице-премиерот Александар Николовски. Воедно без нивна помош не можевме да го имаме оваа донација. Мислам дека оваа донација ќе ни биде многу во корист, бидејќи знаеме дека досега во последните 10 години немавме инвестиција таква во возниот парк, што ни е неопходно за секојдневното работење на извршувањето на нашите услуги према граѓаните. Одлучивме како управен одбор и како менаџмент да одвоиме 4 возила нови за подружница Прилеп. Според анализите што ги имаме направени, мислиме дека доволно се сега за сега и според обемот на работа што го имат. Во исто време сакам да го заблагодарам и директорката на подружница Прилеп за покажените резултати. Добро ја води ова подружница, секако се разбира дека има простори за подобрување на тој факт на работа и секогаш се обидуваме да најдеме решение заеднички за секои проблеми што ги имат како подружница. Се надевам дека и во наредните месеци ќе имаме други инвестиции во Прилеп, така да пополека се движиме након подобар резултат. Воедно сакам и да го заблагодарам градоначалникот на општина Прилеп што денеска одвои време да е со нас тука и ми е голема чест што ни ја дава и поддршката како пошта и секогаш сме во добра координација за секојдневните работи што ги нуди пошта. Сакам да му давам збор на заменикот, бидејќи он е повише запознаен со возниот парк, он го водеше динамиката на доделувањето на возилата и во делот на спецификациите на возилата, што товар носат, зашто потреба ќе бидат, па после можеби и градоначалникот некој збор ќе дава на крај. Директоре, само уште едно прашање. Дали ќе се подобри ефикасноста на поштите и како? И во тој контекст, исто во тој контекст, бидејќи се обновува возниот парк, меѓутоа факт е дека со години бројни се реакциите на граѓаните дека поштата, македонска пошта е колабирана. Што е следно конкретно што може да се направи, дали граѓаните може да ја вратат довербата? Прво ќе му одговорам на колешката, да, ефикасноста се зголемува со оваа донација, бидејќи ние имавме отежната работа, бидејќи немавме возила, немавме транспортни средства. Второ што ние предлагаме е промена во законот. Тоа досега не беше направено. Сега сме на добар пат, чекаме во наредниот месец тој закон да помине и сигурен сум дека ќе успееме во тоа, дека условите ќе се подобрат и ефикасноста ќе биде во ниво на тоа што треба. За жал, ништо не беше инвестирано до оваа година. Од сега понатамо почнуваме со динамика на инвестиции во пошта и пошта ќе биде лидер во делот и во работата што ја вршува. Прво, ние имавме проблем со агенција за пошти, бидејќи од таму произлегува проблемот. Не е секогаш граѓаните мислат дека пошта. Ние не сме тие што даваме лиценци за работа, агенција за пошти ги давала порано и затоа имавме околу 37 приватни пошти, што нивната работа не беше изрегулирана како што треба, а нашата требаше да се следи чекор по чекор според закон и правилник. Мислам дека тоа ќе го решиме еднаш за секогаш и ќе имаме добри времиња за пошта. Горд сум и посебно задоволство пред да преминам на главното кое што сум одговорен, дека после една деценија, точно 10 години, сум повторно во пошта Прилеп, сега во својство на заменик генерален директор. 2016 имав прилика одреден период да бидам директор на подружница Прилеп и денеска сум овде да споделиме заедно еден убав чин, а тоа е доделувањето на новите возила во општина Прилеп и на подружница пошта Прилеп. Сега би преминал на главното, а тоа е типот на возила и спецификацијата. Значи возилата се како што гледате Fiat Tablo 2026 најново производство. Истите се опремени со најсовремена опрема и ќе бидат подобрени условите за работа на возачите 100%. Технолошкиот дел, значи носивоста на возилата е 750 килограми, доволно да се обслужуваат комплетно сите услуги кои ќе ги дава Македонска пошта према граѓаните на општина Прилеп. Општина Прилеп
Прилеп е најголема според територија, а исто така обслужува и соседни општини, претпоставувам поштата во Прилеп, како што е Долнени и Кривовештани. Дали сметате дека е ова доволно како возила? Ќе има ли наредни донации воопшто како организацијски дел? Дали како Македонска пошта се прави доволно за Прилеп, како што реков, заради територијалната покриеност? И колку вкупно возила? Значи, јас сум вработен, произлегувам од Македонска пошта веќе 27 години. Можам слободно да ви кажам во тој период дека таква набавка на возила во еден исти период на ниво на територија на држава немало. Значи, благодарение, како што спомна генералниот и на премиерот и на министерот, набавени се доволно возила да се дадат на сите подружници градови, дури и помали градови, работни единици кои што до сега не било прилика да се доделуват нови возила. Во Прилеп во моментот, според ова што со директорката имавме разговараност, доделуваме 4 возила. Ќе видиме понатаму како ќе се покаже зголемениот обем на работа кој што го очекуваме со новите инвестиции. Доколку има потреба, има простор, значи да се зголеми уште со едно возило. Сега за сега имат уште две. Да, има 2 стари во функција, зборам за новите. Инаку да ви одговорам вас, на ниво на држава се набавени 90 пикапи Fiat Dablo и 10 комбиња исто Fiat Ducato. Значи возилата се најсовремени со најсовремена опрема. Сега воведуваме нешто ново како управен одбор, во истите возила и во товарниот дел ќе ставиме камери, за да може да се следат пратките 24 часа од приемот во пошта, транспортот до конечната испорака на конечниот корисник на нашата услуга, и со тоа мислам дека ќе се подобри и квалитетот на услугата и за поштинските работници и за самите странки. Да се заблагодарам на владата на Република Македонија, на генералниот директор господин Орхан Куртиши, на заменик генералниот директор Николчо Угринов, на целиот управен одбор што ни ги доделија овие 4 возила за нашата подружница, да има навистина подобрени услови за работа, најпрвин побезбедна, бидејќи со старите возила безбедноста беше малку потешка. Околу организациониот дел вработени сме 65 на ниво на цела наша подружница Прилеп, сметајќи ги Кривогаштан и Крушево и соседните села, Долнени, Костинци, Дебреште, Лажани, Војџани. Значи, потребите од овие 4 возила, како што рече генералниот директор, ние претходно разговаравме, се доволни, бидејќи имаме 2 возила кои со поправки, ни ги бркаја работите што беа за подалечните села. Сега мислам дека со ова инвестиција и наредниве инвестиции кои ги планира владата, Македонска пошта можам да кажам дека со тие инвестиции мора да ја вратиме како најсигурен и најбезбеден и единствен сервис на граѓаните на Република Македонија. Имате проблем сега со плати, со ова, со нас е исплатено, како е 65 Доволно се луѓе се благодарите? доволни Значи се? и вака, плата можело да закасни неколку дена, инаку сме немале проблем месеци како што да. Значи навреме ја добиваме платата, вчера добивме плата, значи секогаш навремено, никогаш сме немале проблем. Дали има шанса за нови вработувања, евентуално Да. потреба? Мислам дека разговаравме, ако има потреба, генералниот рече вработивме сега пред неполна година во нашата подружница 2 шалтерски работници спрема потребите, бидејќи често во пензија одат, старосната граница е некаде 55 плюс, што кажува генералниот, па мислам дека наидуваме на разбирање кај генералниот директор и кај управниот одбор, за што ќе се обратам, тие навремено ни враќаат и навремено не известуваат. Јас сум многу задоволна. Првично, ако зборувате за објектот, Да. ја кажав и преска дека инвестициите ќе продолжуваат. Оваа година, уствари другиот месец, планираме Куманово да ја почнеме, бидејќи направивме анализа и видовме на кои подружници им се полоши условите. Во подружница Куманово од 87-та година не е инвестирано ништо, па бевме заедно со заменикот и се убедивме дека прво тамо треба да се инвестира, не дека ја доаѓам од тој крај. Па полека ќе продолжиме, Штип е во лоша состојба,
Така да мислам прво да ги санираме тие објекти што ни се неопходни и немат време за чекање. За жал тука во Прилеп имавме една работа што некој од граѓаните ја пак повикувам да се малце посвесни за тоа што објектите се на државата, ама се на граѓаните. Таа кражба што се правеше на покривот, веќе се известени и полиција и компетентните органи, и мислам дека ќе постапат по тоа. Ќе продолжиме со инвестиции, нема да застанеме. Добро е што владата стои зад нас и ни помага за сите наши проекти што до сега сме ги побарале од нив. Пари имаме, така? Пари имаме, се обидуваме уште повише да имаме. Со новиот закон ќе имаме, значи ќе бидеме топ како институција во тој дел. Ќе сме можеби први што како управен одбор донесовме такви работи што до сега фалеа за пошта. Иако не е надлежност на локалната самоуправа, сепак сакав да присуствувам на овој свечен чин, можам слободно да кажам. Како што спомна и раководството на Македонски пошти, дека после 10 години има влада која што е свесна за проблемите кои што ги имаме во јавните предпријатија и дека работи на подобрување на квалитетот на услугите кои што ги дава, особено Македонска пошта, да кажам дека и општина Прилеп се потпира на токму на услугите на Македонски пошти, односно подружница Пошта Прилеп. Сите целосната комуникација која што имаме со граѓаните извршуваме преку услугите на Македонски пошти и подружницата во Прилеп. Навистина сметам дека треба да се подобри услугата која што ја даваат кон граѓаните, тоа е од јавен, од општ интерес, затоа и моето присуство овде денес и се надевам дека и ова исклучително архитектонско здание ќе препознае раководството и по ова што го слушнавме дека треба покрај тоа што постои треба и добро да се одржува. Ние како локална самоуправа стоиме да ме понудиме комплетната поддршка од административно-технички дел и да со заеднички сили да го возобновиме ова навистина убаво здание. Ги осудувам сите чинови, би ги нарекол вандалски, да се уништува овој прекрасен објект во централното градско подрачје и можеби сме една од ретките општини што има вака убав објект и репрезентативен, особено затоа што неговата фасада е украсена со каменот кој што во изобилие го имаме во нашата околина, белиот прилепски мермер. И уште еднаш да не правам пошироки дигресии, честитки, се надевам дека наменски и добро ќе се користат, дека и покрај тоа, како што рекоа и раководителите, комплетниот имот е даден на располагање на одредени јавни предпријатија, но сите граѓани треба одговорно за сите објекти, за сите урбани опреми кои што ги имаме на територијата на нашата општина да се грижиме заеднички, затоа што ова на крајот на денот сепак е наше заедничко сопствеништво и ние сите одвојуваме од нашите џебови за ова денес да се случува. Благодарност до владата што го има Прилеп посебно на картата сега за унапредување и подобрување на сите услуги комплетно што има општина Прилеп во, така да речем, во привилегирана состојба затоа што Прилеп е центарот на Македонија и заслужува така и да биде третиран.